Роботиката всушност е тој последниот пиедестал каде што сите се трудиме да се искачиме. Мојата улога е да ги научам студентите да учат поефикасно, да учат попаметно, тоа значи да се користат етички новите технологии за да може да се надминат сите препреки. Јас верувам дека вештачката интелигенција ултимативно ќе може да ги замени повеќето наши ангажмани кои се од екзистенционална природа, да креира побезбеден свет доколку ја имаме правилно имплементирана. Добар ден и добре дојдовте во новото издание на Кариера МК подкаст. Чест и задоволство ми е да го најавам мојот денешен гостин, Анис Сефиданис, професор на Универзитетот Свети Апостол Павле, предприемач и иноватор. Анис, добре ни дојде. Добро ви најдов. Како си? Одлично, вие како сте? Одлично, еве, супер возбудени што ќе го имаме ово интервју денеска со тебе. Би сакала да те прашам што е оно што првично те навлече кон роботиката? Зошто одлучи да си го посветиш своето време и знаење токму во оваа област? Мислам дека роботиката, која припаѓа на еден поширок концепт, а тоа е идејата за креирање на формален математички систем кој ќе може понатаму да биде и преточен во механички системи, да се автоматизира креативниот дел или когнитивниот аспект на човекот, ги засега на сите луѓе подеднакво. Всушност, роботиката заедно со вештачката интелигенција представуваат светиот грал на науките и технологиите, од причината која спомнавме претходно, а тоа е да најдеме некој формален математички модел каде што ќе може да се представиме, односно да се огледаме себе си. И таму се влеваат сите други науки. Од каде љубовта? Љубовта, предпоставувам, дел е вродена, дел е стекната. Има тука некој генетски мејкап и покрај тоа контекст, каде што уште од најрана возраст сум бил посудир со компјутерите, баш на прва година роден ден сум го добил првиот Commodore 64, тој култниот персонален компјутер. И оттаму паралелно со учењето на мајчиниот јазик сум ги изучувал и јазиците на машините, тоест програмските јазици. И тие станале дел од мене, од призмата преку која го гледам и го доживувам светот. Така што роботиката всушност е тој последниот пиедестал каде што сите се трудиме да се искачиме и да ги соединиме заедно елементите од мозаикот кој успа сме ги прибирале. Би сакала да те прашам за вештачката интелигенција. Предпоставувам дека слушаш многу митови, па дали би можел да издвоиш некој мит кој што е најчест помеѓу луѓето? Ова е многу интересно прашање. Прво околу митот, знаете, во философијата постои таа дуалната природа на реалноста и митот и прашањето, перенијалното прашање дали реалноста е мит или пак митот е реалност. Постои реален мит за вештачката интелигенција и постои многу современи митови кои се продукт на поп културата најчесто. Некојаш и социоекономскиот контекст. Тој вистинскиот мит датира некаде 300 години пред Христа. Најдени се археолошки артефакти некаде околу островот Крит, каде што на монета е илустриран митот за Талос. Тој бил замислен да биде робот изработен од бронза и да може да ги предвидува движењата на пиратите кои сакале да киднапираат Европа. Бил по нарачка на Зевс, подразбира. Европа морала да биде заштитена, а исто така и мештаните кои стравувале од честите и непредвидливи
напади. И зошто постојано сакам да повлечам тоа предвидување или непредвидливоста, бидејќи самата суштина на човековата интелигенција или на било која биолошка интелигенција е да антиципира. Ние ги наблюдуваме образците кои се појавуваат околу нас и во нас самите и врз база на тоа искуствено знаење креираме модели налик GPT моделот кои ќе можат да предвидуваат, односно да антиципираат како образецот ќе се развива понатаму. Дали е тоа мисловен процес, дали е тоа слика уметничка или е музички запис, всушност вештачката интелигенција прави мимикрија на тие процеси кои се одвиваат во човековиот мозок за да може да се припреми системот, односно организмот за она што доаѓа и да се адаптира на време за да преживее. И ова е реалниот мит кој всушност ни кажува дека вештачката интелигенција не е ништо ново и постои онолку колку што постои самата човекова цивилизација. Денес во современо време имаме на пристап кластери од суперкомпјутери кои можат замисла од антиката да ја преточат во практични алатки кои ги користиме секојдневно. Но тие алатки сега раѓаат дополнителни сомнежи или современи митови поврзани со вештачката интелигенција. Најнапред би го издвоил тука митот дека вештачката интелигенција е вештачка. Тргнувајќи од тоа дека човечкиот ум е производ на природата. Така. И вештачката интелигенција е производ на човечкиот ум, од таму и самата таа не сме да се одвојува од она што ние го правиме во симфонија со останатите актери во екосистемот. Да, ултимативно е рефлексија на некој статус кво или тензија на нашата биолошка еволуција. Треба да ја прифатиме без предрасуди, бидејќи доколку и се пристапи со предрасуди, таа всушност ги учи, ги превзема и ги аргументира истите тие предрасуди. Така што самата идеја за автоматизација на процеси е многу природна. Човекот сака да се ослободи од репетитивните, компулсивни активности кои му се наметнати со модерниот живот и вештачката интелигенција тука е евентуално да ги реши тие проблеми. Постои секогаш и можноста за злоупотреба, можност не е ексклузивно врзана за оваа технологија. Како изгледа еден типичен ден на професорот Танис? Дали имаш некоја футуристичка лабораторија или сепак истражувањата си ги правиш класично на табла со креда, белешки си земаш? Како изгледа твојот ден? Се трудам да не видам типичен професор. Би го рекла тоа за тебе. Сега, во однос на сосета почиткунците кои се одзвиваат на просветителскиот повик, тоа е многу благородна функција и пред се трудиме да направиме нешто за она што ќе дојде после нас, но треба да бидеме свесни дека во секоја професија постои некоја зона на комфорт со која треба да се бориме да не загуши. И овие гранки на информатичките науки и технологии се многу интересни, бидејќи денот почнува со надградување. Тој апдејт кој го добивате на својот паметен телефон, всушност треба да го правите и на својот мозок секојдневно, бидејќи можеби проблемот кој се трудите да го решите неколку месеци или години, баш е денес разрешен со одреден пронајдок во делот на експоненцијалните технологии. А тие се експоненцијални бидејќи се движат со енормен раст и не знаеме утре во каков свет ќе се разбудиме, може да има околу нас веќе хуманоидни роботи или може да има нов GPT систем. Тие не секогаш се најавени на време, бидејќи се и рекурсивни по природа, односно покрај експоненцијалноста на технологиите, да го направат времето да биде уште порелативно, тие имаат капацитет и да се повикуваат самите себе во самореферентна јамка, каде што ќе се раѓаат идеи, концепти кои ние не сме ги предвиделе во рамката во која сме ги создале.
Например, кога Стив Џобс го концепирал првиот iPhone, тој не предвидел дека таму ќе има TikTok или Instagram, некој Infinite Reel, каде што роботи во позадина ќе го класифицираат нашето бихевиорално однесување, ќе го мерат вниманието, ќе носат за нас одлуки или ќе го манипулираат онлайн интеракција или мрежување помеѓу човекот и машините. Така што јас сметам дека на секој професионалец денес, без разлика на доменот, денот треба да му почне со главната задача, а тоа е да научи нешто повеќе од она што го знаел вчера. И кога ќе го подмери тој долг кон себе си, ќе може евентуално и да вложи нешто друго во општеството, да врати односно делот од долгот, бидејќи на крај знаењето и идеите се колективен феномен. На тој начин се отвараат и нови можности, нови парадигми, нови погледи. Јас верувам во систем на колаборација, не само помеѓу луѓето, туку и помеѓу луѓето и роботите, напуштање на било каква хиерархија, каде што една идеја ќе ги пригуши сите други потенцијални подобри идеи, затоа не практикувам модел на поставување на себе си како авторитет према студентите, туку како еден ко-креатор во таа интерактивна игра и некој што може да инспирира, да модерира, да насочи, но не ултимативно да биде изворот на решението. Така што новите генерации го ценат тоа, бидејќи веќе тие не прифаќаат професор кој ќе биде преносител на факти или информации. Тие сакаат сами да дојдат до истите. Тие не прифаќаат авторитативен медиум. Тие сакаат да имаат повеќе погледи, нека супер перспектива на светот, врз база на која ќе го донесат својот суд, бидејќи на крај тоа сме ние, од таму го црпиме идентитетот. Начинот на кој ги доживуваме нештата, одлуките кои ги носиме и одлуките за кои ние треба да сносиме одговорност. Ако се пренесат фактите без да се знае природата на истите и без да се познава методологијата преку која се спознале истите, тие не значат ништо. Така што мојата улога е да ги научам студентите да учат поефикасно, да учат попаметно, тоа значи да се користат етички новите технологии, за да може да се надминат сите препреки. Ако мојот пат бил потежок, тоа не значи дека тие морат да го поминат истиот, бидејќи нив им престојуваат многу поголеми предизвици за кои и јас не сум свесен, така што треба да се помогне на секој кој сака да истражува, да може тоа да го прави на најлесен можен начин и најбезбеден можен начин. Ги спомена студентите. Кога би располагал со неограничени средства и ресурси, може би заедно со нив, што е оно што би го создал? Ќе работиме, знаете дека го изработивме првиот македонски хуманоиден робот во улога на DJ. Изработивме неколку концепти на паметни споменици, кои ја вкрстуваат вештачката интелигенција со виртуелната реалност. Моментално работиме на роботизиран уред за телемедицина, со кој ќе може да се помогне на голем број од светското население кое е дисконектирано од здравствениот систем. А што е она што јас би го создал? Спомнав во првото прашање или второто за митот на Талос. Јас верувам дека мноштво од современите професии, да не претераме сега ако кажеме сите, бидејќи тука не знаеме каде да ја поставиме линијата помеѓу она што е професија или самореализација или експресија на духот на човекот, мислам дека се наметнати и дека се поставени како екзистенцијална обврска, што се рефлектира врз она што треба да биде цел на животот, а тоа е да се пронајде некоја благосостојба, среќа, леснотија на битствување.
терминот робот за прв пат се појавува во текст за драма 1924 година на минатиот век на чехословачкиот автор Карл Чапек и потоа е одомаќенет во сите светски јазици како таков. А етимолошки доаѓа од зборот робота, што значи работа. А робота зборот сам доаѓа од зборот роб. Бидејќи всушност уште од антиката и се што е запишано како човечка историја, робовите биле тие што работеле. Крќаните се сетиле на идеја да направат робот кој ќе ги ослободи од таа обврска да треба да стражарат за да ги предвидуваат нападите на пиратите. И на ист начин ние кои денес се бавиме со вештачка интелигенција и ги истражуваме можностите за примена на истата, сакаме да најдеме начин за автоматизација на нашите обврски, со тоа што евентуално ќе ни остане повеќе време за самоеманципација, за самореализација. Знаете, уште нешто тука во јазикот се сокрива многу работи. Школа на старогрчки, ако не се лажам, значи leisure time или хоби. Бидејќи тоа се активности кои се извршуваат од задоволство, која ќе се заврши со обврските према домот или према заедницата. Тогаш луѓето се повлекувале во групи каде што имало еден философ и можеле да истражуваат надматеријални аспекти кои им овозможуваат да го наполнат својот живот со значење. Парадоксално, денес всушност школата или образованието е прекурсор или предуслов за ние да може да бидеме робови. Значи ние треба сега да стигнеме до одредено звање, профил, да добијаме диплома, за да можеме да бидеме експлоатирани понатаму и да имаме се повеќе време за таа школа. Јас верувам дека вештачката интелигенција ултимативно ќе може да ги замени повеќето наши ангажмани кои се од екзистенционална природа, да креира побезбеден свет, доколку ја имаме правилно имплементирана, и со тоа да ни даде повеќе време на располагање, да може да се фокусираме на себе, на оние кои ни значат во животот и да создадеме можеби некој друг повисок јазик на експресија, како што тоа претходно го правеле во кругот на Питагора, Аристотел, Сократ и така натаму. Кој совет би го дал на младите кои што имаат интерес за роботиката и кои што би сакале да навлезат малку подлабоко во оваа област? На младите кои се заинтересирани за роботика и вештачка интелигенција би ги советувал секогаш во фокус да го имаат човекот. Овие технологии се креирани од човекот и треба да бидат за човекот. Секој предизвик кој го носат е евентуално предизвик кој ние го носиме во себе и со кој на еден или друг начин ќе мора еден ден да се соочиме. Денешните системи, посебно тие Generative Pre-trained Transformers, GPT модели или Large Language Models, пројавуваат одредени особини кои се загрижувачки, а тоа се дискриминација, ширење на говорна омраза, плагиаризам, но треба да знаеме дека сите тие нешта всушност се научени од човекот. Вештачката интелигенција ќе ни го даде
она што евентуално ние ќе ја послужиме. За таа цел треба да се пристапува кон неа со идејата дека разговараме со друг човек, заради тоа што на крај таа е само некој интерфейс помеѓу нас и да бидеме свесни дека создаваме систем кој ќе ги рефлектира нашите предрасуди или нашите одлуки. Треба да се грижиме да бидеме постојано во тек со новите технологии кои се појавуваат секојдневно, да може вештачката интелигенција да биде достапна за секого. Не смееме да бидеме алчни, да ја приграбуваме и да ја користиме само за себе, бидејќи секогаш ќе се најде некој помоќен, побогат од нас, кој евентуално ќе може да ги узурпира идните ресурси базирани на вештачка интелигенција, да се состава безбеден екосистем, каде што никој нема да се чувствува дискриминиран или загрозен од овие технологии и да се пристапува позитивно, бидејќи како што спомнав, доколку се пристапува кон нешто со страв, тогаш ние тоа нешто го асимилираме во наш непријател. Има баш една изрека на Ана Франк, кажува: ако се плашиш од мене, веќе си ме убил. И дали стравот е оправдан или неоправдан кон вештачката интелигенција, не е главното прашање, туку главното прашање е како ќе се пристапи кон истата. Сите тие фобии, рационални или ирационални, не смеат да се вградат во тие системи, бидејќи на тој начин тие системи ќе ги манифестираат понатаму на многу повисоко ниво истите тие механизми. И за крај, на каде одиме? На каде одиме? Да. Одиме во два правци, во иднината и се враќаме кон себе си. Важни се и двете нешта, бидејќи човекот мора да истражува нови светови, нови идеи, да кокреира, но во исто време мислам дека никогаш не била поголема потребата од тоа да се пронајдеме себе си. Многу ти благодарам за денешното интервју, ми беше задоволство и навистина си поминав убаво. Ти посакувам уште многу достигнувања во иднината и до следно видување. Задоволството беше моје, ви благодарам и вас. Нема нешто.